Со оглед дека до критичниот настан не се преземни никакви процесни действија, за да настане застареност, потребно е да се работи за релативна застареност, која согласно член 107 став 4 од Кривичниот законник настанува кога ќе поминат 5 години од последното можно действие на сторителот. Ќе расправаме и посебно за тоа дали општински овластен граждан инспектор врши контрола и надзор над намената, пренамената и дејноста на објектите и дали има законско право, обврска и должност да прави контрола и надзор над промена на дејност, односно на пренамена од дејност во дејност. Градежното вештачење ќе даде одговор за тоа дали овластениот граждан инспектор со наредба за отстранување на неправилности и со решение согласно член 134 од Законот за градење, со кое ќе го задолжи собственикот да го врати објектот во првобитна состава, може всушност да го спречи КВТ Пулс да продолжи со вршење на својата устителска дејност, односно кабаре. Како и тоа дали е возможно овластениот граждан инспектор да ги контролира сите објекти во општина Кочани, а особено ако си имало предвид дека обвинетиот е вработен како овластен граждан инспектор од 23 февруари 2024 година, а ако си имало предвид дека во општина Кочани во овој период има вработено само 2 овластени граждани инспектори. Градежниот инспектор е самостоен во вршење на инспекциски надзор согласно член 129 став 1 од Законот за градење. Оваа законска одредба е поидобна и решавачка причина поради која ОЈО Кочани смета дека кај обвинетиот постои вина, и поради оваа одредба смета дека обвинетиот како во својство на градежен инспектор има огромни овластувања, не треба да се раководи од други законски одредби и има овластувања и без до него да биде поднесена преставка, пријава или налог, да се сомнева и да врши надзор во сите објекти во општина Кочани, меѓу кои и стамбени објекти, како и објекти, ресторанти, кабареа, дискотеки и други угостителски објекти, а на подрачјето на град Кочани во последните 10 години вакви објекти имало многу.